Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешново издание и епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам, односно одговарам на една тема поврзана со уморот после работа или после било каква активност, дали е тоа школа, учење, факултет и така натаму, затоа што со многу од луѓето со кои што разговарам, многу често знаат да се пожалат дека нивниот ден е презафатен, дека многу често имаат многу обврски, многу стресна работа и често си идат уморни од работа. Но да бидеме реални, ако малку погледнеме и се вратиме наназад низ малку низ нашите предци, зборувам баби дедовци, кои што имале навистина многу повеќе физичка активност и реално биле активни многу повеќе сати за разлика од тоа што ние сме денеска активни, ќе утврдиме и ќе заклучиме дека практично и дневните обврски кои што ги имаме секојдневно, дали е тоа работа, дали е тоа повеќе умствена работа и седење на стол, дали е тоа повеќе физичка работа, дали е тоа можеби учење, не знам, средно факултет и така натаму, зборувам генерално за нас луѓето, се доаѓа до заклучок дека порано ако зборуваме и многу наназад, во нашите гени има гени кои што ни налагаат да имаме физичка активност. Тоа значи дека нашата генетика е така создадена да практично ние си отежнуваме работата на својот метаболизам и тело доколку немаме физичка активност. И уморот после работа не е резултат на тоа што вие сте реално исцрпени после работа, туку е резултат на немањето на доволна поддршка за да го поднесе вашето тело напорот кој што го има. Особено тука зборуваме за мозокот. Во некоја од претходните епизоди зборував за тоа колку ствари мозокот може да потроши дополнително калории и гликоза од крвта, затоа што 20% од калориската вредност и енергетската вредност која што ја троши нашето тело отпаѓа на мозокот и неговата функција. А да не зборуваме дека тоа малку повеќе кога мозокот го ставаме во функција. И уморот кој што многу од нас, од вас го имаат после работа е директно поврзан со неправилниот начин на живот и речиси е секојдневие да многу од луѓето после работа имаат потреби за преспивање, имаат многу падови во текот на денот на концентрација и тоа секогаш го должат на работните обврски кои што ги имаат. Но јас ви гарантирам дека работните обврски се работни обврски и нашето тело е создадено да има работни обврски и нашето тело е создадено да може да поднесе многу поголемо ниво на напор од тоа што реално секој го има во нашето секојдневие, но проблемот е повторно немањето на правилно гориво кое што ќе даде поддршка и на тие нормални секојдневни обврски кои што ги имаме, пошто да не се лажеме, никој од нас нема надчовечки напори на работа, никој од нас нема, не знам, какви напори кои што се реално трошачи за телото. Секој од нас, 90% од луѓето, имаат секојдневни стандардни обврски, тоа подразбира станување, одење на работа, обавување на дневните обврски, враќање дома, можеби дома имам обврски некакви и така натаму, но повторно се работи за нормално нешто кое што било со многу поголем интензитет пред 20-30 години, затоа што ако нас денеска не е олеснето тоа да можеби одиме со превозно средство на работа, да можеби немаме физичка активност на работа, туку најголем дел од времето го поминуваме седечки, да се враќаме дома од работа со превозно средство, да многу од оброците кои што ги подготвуваме, не ги подготвуваме, односно бидат купени или направени на поедноставен начин затоа што технологијата тоа ни го овозможува, немаме ама баш никаков изговор да даваме кривица на секојдневието, на стресот, на работните обврски, дека се криви за нашиот умор и за немањето волја да направиме ништо повеќе во текот на денот после работа или учење. Така да замислете се добро што вие му давате како гориво и поддршка на вашето тело и дали реално вашето тело заслужува да ги поднесе тие секојдневни обврски на таков начин како што ги поднесува денеска или може тоа да биде подобро. До тогаш ви оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!